Двајца 18-годишници се уапсени откако запалиле огномет од ресторан во Скопје. Прогласените денови на жалост поради трагедијата во Кочани не ги предомислило да направат забава за роден ден. Утврдено е дека во угостителски објект во градскиот парк била организирана роденденска прослава, при што од страна на МФ и МФ, двајцата од Скопје бил запален огнометот. Тие се лишени од слобода и задржани во полициска станица во врска со член 387 од Кривичниот законник, а по документирање на случајот ќе биде поднесена соодветна пријава, велат од МВР. Ќе се гонат за отпор или непослушност према законити одлуки или мерки на државен орган. Но ова не е единствениот случај. На полноќ вечерта вторник спрема среда, огномет бил пуштен и од бутел, и тоа од сред булевар. На видеото објавено на социјалните мрежи од Коха се гледа како две лица ја палат пиротехниката и потоа бегаат со мотор. Црни траги на асфалтот и остатоци од огнометот се уште стојат на булеварот. Дел од жителите од околните згради ни рекоа дека се исплашиле да не им заврши огнометот дома или на тераса. Дел пак слушнале само звуци, ама се исплашиле да не е престрелка со пиштоли и не излегле да видат. Слушаме често пати се случуваат овде пукања. Сега дали се пиштоли или не знам. Меѓутоа и завчера имаше и тоа јако пукање, ама ми беше страх да излезам и не видов. Кое време од прилика се случи? Навечер околу 12. Секој пат тоа време се случува. Јас доле живеам на приземје и многу јако се слуша. А верувам и горе с комшите слушнале. Се исплашивте? Да, како не па заплашење. Полицијата работи на расчистување на случајот. Извршен бил увид од увидна екипа на СВР Скопје, а кутијата од употребените пиротехнички средства била подигната за понатамошна постапка, пишува во билтенот на МВР. Владата во неделата прогласи 7-дневна жалост на територија на целата држава по трагедијата со 59 жртви во пожарот во Кочанската дискотека. Повика секој да се придржува до одлуката, бидејќи казните за непочитување ќе бидат ригорозни. Мартин Арсов, Сител телевизија.